Најдобро ќе е помеѓу Бугарија и Македонија да нема граници, вели Екатерина Захариева, подпредседателка на Комисијата за надворешна политика во Бугарското собрание и поранешна министерка за надворешни работи за Бугарската агенција БГНЕС. Пораката на Захариева е на само 2 дена од собраниската седница за уставни измени. И Софија и Скопје губат од лошите односи. Многу е подобро да немаме граници меѓу нас и да се развива бизнисот. Важно е луѓето да можат слободно да се среќаваат и да комуницираат без страв. Имајќи во предвид дека Бугарија се уште не е дел од Шенген зоната и има така наречени тврди граници со своите соседи членки на Европската унија, Грција и Романија, засега е нејасно на што мисли Захариева кога вели дека помеѓу двете држави не треба да има граници. Таа додава и оти бугарите во Македонија биле реалност, па за неа било несватливо зошто е проблем во Македонија да се смени уставот според нивните барања. Измена на уставот на Македонија не е ништо страшно. Бугарите се дел од реалноста во Македонија и тоа мора да се прифати. Мора да се прекине дискриминацијата врз бугарите, како и од неодамна зачестините случаи на физичко и вербално насилство. И сето тоа е добро за Македонија и граѓаните на оваа држава, тие самите да се чувствуваат добро во својата татковина, а не да се иселуваат. Реагираат пратениците на ВМРО ДПМН. Драган Ковачки прашува дали бројните пресуди на Меѓународниот суд за човекови права за дискриминација на македонците во Пирин се реалност за Захариева и Бугарија. Ако бугарите се дел од реалноста во Македонија, тогаш би било логично некој од власта да ја праша господјата Захариева да одговори што се македонците во Бугарија и дали истите се реалност која е потврдена со 14 пресуди од Судот за човекови права во Страсбур. Претеникот Милошовски пак нагласува дека вината е во рацете на македонската власт, која се нафати на уставни измени без можност да ги спроведе, а само за еден ден повеќе во фотелите. Европскиот принцип е секоја земја да одлучува самостојно за уставот како највисок правен акт, кој е заедничка општествена повелба на граѓаните во секоја држава. Но за жал за ваквите лекомислено превземени обврски, не ни се толку криви представниците на официјална Софија како Екатерина Захариева, Кирил Петков или Румен Радев. Примарната кривица е кај Ковачевски, Бујар Османи, Маричиќ и другите политички главоклимачи, кои се надеваа дека нивниот мандат ќе трае ден подолго, доколку тие дадат согласност на секој директ што Македонија ќе ја доведе во подчинета положба. Инаку пленарната седница во собранието е закажана за овој петок, на 18 август, и на неа треба да почне расправата за амандманите за уставни измени со кои бугарите треба да влезат во уставот.